Градските луѓе ги знаат сите нишани на градот. Тоа се луѓе кои дишат во духот на градот, кои што го опипуваат пулсот на градот и кои што прават забава за градот. Ние имаме такви луѓе во Скопје, кои што навистина допринесуваат овој град да изгледа онака како што изгледа. Меѓутоа и луѓе кои што покрај тоа што го прават и многу други нешта за луѓето да се почувствуваат малку подобро и поубаво. Денес на Хајп го имаме Ѓорѓи Галатановски, градски човек, поранешен директор на Зоолошката градина Скопје, и со него ќе поразговараме за различни прашања кои го допираат и него, но и нашето општество. Подими и падови, животот знае понекогаш да биде и суров, меѓутоа некогаш знае да награди. Каков беше твојот животен пат? Дали доживуваше амплитуди или се течеше по нарамна линија? Видете, секој во животот мора да ги осети и падовите и успони, така да мојот животен пат можам да кажам дека бил убав, во моменти со тешки падови, но сме морале да собереме сили и да одиме понатаму. Ништо не е совршено. Ако би било совршено, не би било нормално. Ѓорѓи, ти си еден од оние ликови кои го нарекуваат градски лик, позитивен, секојаш насмеан, човек кој помага и во крајна линија кој го прави животот, забавниот живот во Скопје на едно повисоко скаливо, на побав начин. Долго време се занимаваше со менаџерство, односно менаџирање на дискотеки и такви објекти од таков калибар. Колку тоа искуство ти значи и што сметаш дека може да се направи или направи за да биде малку подобар ноќниот живот во Скопје конкретно? Па да, од најмали години почнав со таа работа, што од мака, што од љубов, после ми прерасна од љубов. Од некој мој 15-16 години почнавме со джуниор забави, потоа на сениор, кога постоеше во градов ноќен живот, за жал сега не постои. Треба и може многу да се направи, овој град заслужува да се врати барем 10 години поназад со ноќниот живот. Сите очекуваме дека Скопје ќе биде град на иднината и град на културата, како што требаше да биде, но се деси тоа што се деси. Се надевам дека повторно ќе дојдат некои млади деца што ќе почнат да работат на ноќниот живот. Исто и се надевам дека собствениците на локали ќе се вложат во таа работа, бидејќи не можеме ние да си дозволиме да искачаме нашата младина да искача на водно или у паркови, да немаат навика дека треба да одат во кафич, на кафе, да излезат во диско или исто на вас да ви дојдат гости да немате каде да ги прошетате. Моментално Скопје е на нула. Здравие Боже, да се молиме понатака и да работиме мораме на подобрување на ноќниот живот. Колку ми помогна мене менаџерството, знаете како викаат, најскупа школа у животот е уличната школа. Може вие да се образувате на било кој универзитет у светот, ако не сте виделе улицата што може да ви даде и да ви земе, ќе поминете многу тешко у животот. Ја у тешките моменти мене ми помогна највеќе улицата и другарите, што ги имав на улица. Да не беше улицата и другарите, понатака ќе бев изгубен и во наредната професија и во тоа што го работи. Така да, скупа школа, али добра. Ги спомнавме пеачите и македонската естрада. Од денешна перспектива гледано, што мислиш како функционираат, дали се движи македонската сцена во добар правец или замери тоа малку што го имавме? Па знаете, како сум кажал и на други интервјуа, некако после Тоше Проевски, никој не успеа да крева македонската естрада надвор од држава и во државата на тоа ниво што го почна он. Не дека сме немале ние или дека немаме добри пеачи и што изведби, него некако тие што ги имавме останаа и се уште се тие. Освен Антонија Гиговска, ќе ги кажам два бона кои веќе не се важат за млади. Ете ги кои беа Пајак, Мајак. Не гледаме некои други што ќе ги наследат, кој што кажав
после Тоше Проевски никој, но еве Каролина, Тамара, Слаткар, они веќе не се млади, уште они важат за најголеми звезди во Македонија, што е малце трагично од аспект на естрада, кога ќе кажеш. Ние порано сме важеле, сме присуствувале на многу меѓународни фестивали и сме имале представници. Сега некако естрадата отиде надоле. Све се сведе на, како што кажавме, на луѓе што се веќе по 35-40 години. Покрај оваа професионална работа што ја работеше, беше едно време и директор на Зоолошката градина Скопје и евидентно дека направи кардинални нешта во поглед на уредување и средување на самата зоолошка градина. Имаше и од твоја страна повторен обид да бидеш директор на Зоолошката градина, меѓутоа веројатно неуспешен беше. Што мислиш денес од тоа перспектива, како сте да работите на тој план? Да, па тоа ми беше и некој своевиден пресврт у животот, знаете, и малце потешко го примив тоа, ама се изборив, успеав. Од диско требаше да се нафатам да водам институција која беше малце запоставена во минатото, во долгови запоставена и ми успеа. Се потрудив, јавноста на почеток малце беше скептична, и вие новинарите малце бевте скептични, но застанав со вработените рамо до рамо, се потрудив, успеавме, издигнавме, ми помогна после многу и естрадата, да им се заблагодарам, сакам на инфлуенсери, на спортисти, сите застанаа на моја страна, ја направивме најпосетена институција во држава. Некои 3 години беше, како дојде, да не ја спомењам со градоначалник личноста, си отидов, си испостави дека сум бил управо. Повторен обид, јас сум немал неуспешен, него имаше конкурс кај што и јавноста и вработените ме замолија да конкурирам на тој конкурс, да пробаме нешто да спасиме. Ја конкурирав и мислам дека и немаше друг освен мене што конкурирал, што би се нафатил. Зошто го поништи огласот, дали го поништи, нит ми се јави, нит ме побара. Тоа за мене не е успешен обид, за мене е успешен за тоа што сум се нафатил да помогнам пак. Сега ситуацијата, кој што ми кажуваат и кој што некогаш знам да отидам да ги видам вработените, е очајна. Во тешка ситуација е Зоолошката градина, се бори за свој опстанок, среќа што има вработени кои што се грижат исто ко за себе, за животните. Па да се живи и здрави тие вработени, но ќе им треба некој што во иднина ќе ги насочи и ќе им помогне да ја врати институцијата кој што била. Јавноста те поддржа, дали би се вратил повторно да бидеш директор на Зоолошката градина Скопје? Па нескромно е да кажам дека не би се вратил, би се вратил. Прво поради вработените таму, бидејќи знам како им е и колку сакаат да дојде некој што повторно ќе ги охрабри и ќе им даде волја да издигнат институцијата, и второ ради животните, и трето да ради јавноста која силно ми даде поддршка. Да докажам дека таа институција заслужува повторно да биде број 1 во Скопје за сите туристи и домашни жители. Проблем број 1 на денешницата, ако може така да се нарече, е анксиозноста и депресијата. Во еден таков период имаше и ти, па можеш ли да ми раскажеш малку повеќе со што се соочуваше и каков апел и совет би дал на оние кои што се соочуваат во моментов со таков проблем? Па да, изгледа важи за болест на новото време. Ја не сум криел, сум кажал, никад не сум криел од никого. Страдав од анксиозност. Од депресија не, бидејќи тоа е различно, анксиозност и депресија. Се изборив у тие тешки моменти, тоа беше после загубата на татко ми. Многу обврски со Зоолошката градина. У моментот не осеќаш после те удира од после 5-6 месеца. Легов во некои необјасниви стравови. Одма се консултирав со лекар. Не криев ни од другарите, ни од блискиот девојка, од дома.
Она што го сватив и што ми помогна мене е дека не смееш да седиш затворен дома. Тие што седат затворени дома не може никогаш да си помогнат. Значи, осетиш таква тежина, искачаш надвор, комуницираш со луѓе, не смееш. Мора да се избориш со таа работа сам и со тие што се најблиски до тебе. Оно што е најново и што циркулираше во јавноста е тоа што ти се случи, палење на твојот автомобил. Што всушност се случи? Еве директно од тебе сакам да дознам. Значи, све би дал и би одел цел живот пешки да дознам зашто ми ја запалија колата. Нит сум бил скаран со некој, нит должен на некој. У 3 сат ноќе ми зазвоне телефонот, ти гори колата, се симнав. Имаше очевидци, го виделе како бега тој што ја пали. Ден денес, јас не можам да видите, не можеш да обвиниш никого без да си сигурен. Ја може да сумњам у 10 души, не сум таков човек на права душа да зијам некого. Единствено е што знам дека полицијата работи на терен и дека ги знае тие што ми ја запалили. Јас не смеам ни да прашувам, ни да презивам, ништо што е нормално. Се надевам дека набрзо ќе ги објават тие што ми ја запалиле колата. Се заиграле веројатно некој што не знам дека поише од еден не е тајна. И затоа знам дека знае полицијата која запалил колата. Пострашно е што во Скопје денес може секој на секого да му запали кола, стан, не дај Боже да го нападне, испука. Скопје од еден мирен град стана град на немир. Ај тоа што го збориме нема ноќен живот, меѓутоа мирот е земен на Скопје. Затоа и апелирам и сум апелирал секој што ќе дојде градоначалник на овој град, било кој да им го врати мирот на Скопјани покрај хигиената и чистота. Најбитен е мирот да се врати. Така да, здравје Боже, ќе видиме. Ко спомнам мирот, меѓутоа мир немаат оние кои што трпат одреден булинг. Исто тема која што циркулира во јавноста и за која што треба гласно да се зборува. Кој е твоето мислење за тоа? Моето мислење е дека мора на тоа да се стави крај, да станеме нација која има емпатија, како што сме биле некогаш. Булингот е страшна работа и не ми е јасно само тие луѓе што напаѓаат девојчиња и млади или стари или дали било политичар на социјални мрежи, дали би се запрашале што ако тоа му се случи на некој нивни близок. Булингот е страшен во моментот се им изгледа смешно. Има водители што за лајкови би го направиле тоа секогаш. Дали размислуваат дека тоа девојче или тој политичар, млад човек, стар човек, не дај Боже, не може да се носи со тоа и може утре ден да направи беѓа, како би се осеќале после тоа. Сите тие што им се исмевале ќе викаат гревата беше жално. Не сме реални, ние мора да се стаи крај. Исто кога што не сме да се ќути за аксиозноста, не сме да се ќути ни за булингот. Дури мислам дека булингот е денес пострашен по тоа што го гледам на телевизија. Кога не би било на што си денес, што би работил и што би бил? Па, мислам дека би се вратил во угостителството и ноќниот живот. Моментално работа, мирна работа, државна, нормална. Мислам дека можам и би се вратил во ноќниот живот. Не во дискотеки, но на некој помирен начин, да. Друго, немам желба некоја да би работил. У странство не отидов, не ни планирам да напуштам Скопје. Мислам дека и тоа ми е една исто болка. Мислам дека морал градот да вложи во младите, да останат тука. Страшно е ова што се дешава, цела младина што ни замина. Би се заложил и би работел повторно, за да се врати ноќниот живот во Скопје. И за крај, која девиза или парола те води најмногу во животот? Она на која што често се наврекаш, ти помогнал и ти помага во одредени моменти? Мојата парола е секогаш бидете честни и помагајте на оние што можете. Немој никогаш да одмагате. Значи, има кој да суди на тие што ви направиле лошо.
Како човек мора само да помагате на оние што можете и никогаш да не одмагате на луѓе. Ти благодарам многу, Георги. Фала и на вас.